Здраво дечки, еве сме во уште едно видео од овој серијал за JS и денеска ќе позборуваме за нешто ново. Ќе воведеме уште еден пакет во нашиот тест проект што се вика React Router DOM. Значи што ќе ни овозможи овој пакет е да креираме рути или линкови како сакате крстите ги, значи ќе имаме нашата апликација ќе има повеќе страни со помош на овој пакет, значи може да кликаме на тие линкови и автоматски да не носи апликацијата на тие различни страни без при тоа апликацијата да се рефрешува како во обична HTML страна, значи кога имате линк, кликнете на тој линк, веднаш на таа страна ви се рефрешира целата страна. Во React ќе биде поинаку, значи немате никакво рефреширање, кликате и автоматски ви носи без никакво рефреширање. Па да го инсталираме овој пакет. Ќе видам дали има тука код за инсталација, не гледам. Бараме npm install, ево. npm install React Router DOM. Значи еве го овдека. Ево зашто ми го селектира ова. Океј, тука сме. Во нашиот терминал, кој што рековме, ја стопирате апликацијата со Ctrl+C и пастираме ова. Enter. Треба набрзо да се инсталира, не би требало да е многу голем. Океј, се треба да ни е кој што треба. Не знам какви ще грешки што се појавуваат, се надам дека нема да има никој проблем. Идеме понатаму. Значи го имаме инсталирано. Ајде пред да ги импортираме овие пакети и да го направиме ова што ни е испишено овдека, да направиме неколку нови компоненти со нови страни. Значи во CRC фолдерот имаме Components folder, ајде да креираме нов фолдер, значи на CRC фолдер, десен клик, New folder и ја крстиме Pages, кај што ќе ни се наоѓаат сите страни што ќе ги имаме во нашата апликација Pages. И ќе креираме некој нов файл. Home.js и не знам, ајде уште еден нека има about.js. Мислам дека се доволни. Да видиме од некоја готова компонента, ајде да речеме тука ќе копираме се. Или ајде, не. Ќе куцаме сепак. Import React, чисто ради пракса, from React, не в React, него import React from React, точка запирка, const home, да, home ја крстив, е еднакво отворена, затворена заграда, еднакво поголемо, отворена, голема заграда. Овдека треба да имаме, доку враќаме само една линија, нема потреба да пишуваме return, може пишеме h1, homepage, меѓутоа ајде чисто за пракса, нека стои return, отворена заграда, ова ќе го преместиме горе. Значи, кога држам Alt и на стрелките горе-доле ми се преместува кодот. Океј, ми фали уште овдека експорт. Експорт, default, home. Се надам дека не упнав нешто. Океј, ајде овде нека имаме, не ми треба прop сега за сега. Ајде и about страната да искуцаме. Import React from React const, ова беше about, е еднакво на return заграда h1 about page, export default about беше. Океј, ги имам двете страни. Ајде да се вратиме во нашата app.js, значи ова некако некоја или во индекс, ајде во индекс нека биде тоа. Ќе ги импортираме, бидејќи тука да ги имаме овие компоненти. Да ги импортираме нашите page компоненти. Ќе направиме еден коментар, pages, и ќе речеме import home from
pages, home и едната, import, about беше другата, from, ова ми е точка коса црта ми е моменталната пътека къде ще се наđem, значи ми ова во SRC фолдерот, и одам SRC и одам потоа во pages. Докато сакате еден фолдер назад, две точки, коса црта и гледате еден фолдер назад. Докато имам сега SRC, докато имам пак две точки, сега съм во Documents, невероятно да. Точка, коса црта, моменталниот фолдер, pages, about. Ова ми е вториот. Окей. Ајде да одиме сега во документацијата оттека. Да импортираме што ни треба. Окей, React го имаме веќе. Ми треба ова. Ќе го ставиме, ајде нека биде овдека кај React горе. Окей, save, имаме се. Одиме понатаму, ова ми е за да ми креира навигација. Со линкови за кликање, не го сакаме тоа, ќе го земеме само овој дел тука, switch. Switch и router ми треба. Router најпрво. Router. Ајде ќе ја врапнеме целата наша компонента во router. Ставиме ги овие внатре. Ќе го избришеме. Значи во router вратнуваме се. Имаме router и имаме switch. Switchот. Негде на почеток ќе ставиме switch и root about, имаме about и да речеме сакаме да имаме и home. Home и овдека ќе биде место ова home. Окей, мислам дека тоа е тоа. Ајде да стартуваме нашата апликација, па ќе објасним уште еднаш што има направено. Старт. Се надам дека немаме ништо забркано. Окей, ајде да одиме на home. Ева сме, ова ми е home page. Ако пишеме коса црта home, повторно на home page, ако пишеме about, значи about page. Меѓутоа ги рендерираме и овие другите работи, бидејќи ги имаме тие под тоа. Дали сакам да го тргнем? Ајде, сега значи ќе го искоментираме овој дел, чисто да не се изчисти апликацијата. Опс, нешто имам заборавено. Зашто не ми го коментира кој што треба? Чест, некаде имам... скропски ги тргнем, нека биде вака. Окей, и одиме homepage и се ми работи. Значи, имаме 3 рути овдека ставено. Првата вели празно кога не имаме ништо, тоа ќе ми биде home. Докато пишеме home, повторно ќе носи на home и докато пишеме about ќе носи на about. Докато пишеме asd, значи не носи повторно на нашата почетна страна, докато не сакаме тоа да е така. Мислам дека имаше нешто што се вика exact. Да, exact. И со ова сме кажале само кога ќе пишеме директно коса црта, само тогаш ќе одиме на homepage. Како што гледате, сега не носи никаде ова. Кога ќе пишеме вака, се ни е окей. Кога пишеме home, се ни е окей. Пишеме about, нема ништо, меѓутоа кога пишеме about, се си е окей. И дечки, мислам дека за ова видео ќе биде толку, само ќе ви објаснам уште едно што е направено. А во наредното видео ќе продолжиме со нешто поинтересно се надевам. Ајде да коментираме само ова, па ќе објаснам уште еднаш. Значи, пишеме add react router do and view pages.
home and about. Окей, мислам дека тоа е тоа. Commit. Тук сме окей. Се вратим уште еднаш на нашиот код. Значи, линк не го користиме сега за сега. Значи, го инсталиравме RouterDoom, импортиравме некои работи од него. Browser router, router, switch, root и link. Окей. Значи, ова го правиме во нашата index.js, во нашиот index.js файл, нашиот иницијален файл. Значи, ќе ги дефинираме сите root и сите страни што ќе ги има во нашата апликација. И потоа велиме, значи во root вратнуваме се што имаме, значи root и потоа имаме switch. Root и switch. Потоа дефинираме поединечните рути. Велиме root со патека about. Значи рута дефинираме на патеката about. Како child на оваа рута велиме дека ќе го имаме about, ќе има about компонент, односно about страната. Тоа значи секогаш кога ќе навигираме до оваа компонент, до оваа патека во нашиот браузер, ќе ни се прикаже оваа компонент, односно страна. Мислам дека имаше и друг начин да го направиме ова, ако не се лажам. Треба да има рендер. Рендер е еднакво на овдека, мислам дека може да го ставиме ова. Ова може да го тргнеме сега. Мислам дека повторно ќе ни работи, само се сигурам. Render is not a function. Ќе погледам во документација како беше, знам дека можеше и вака да се направи. Можно е да... ќе погледам, па во наредното видео ќе ви пишам како беше. Знам дека можеше да се користи така, но сега нека остане вака. Значи рековме, имавме 3 патеки. About, рековме како child имаме about страната, рута имаме home страната за рендерирање кога одиме во таа страна и доку не пишеме некоја патека, значи имаме директно коса црта, повторно ќе носи до home патеката. Го стававме на оваа патека exact атрибутот и со ова кажуваме дека само кога ќе имаме коса црта, не е нешто празно, само тогаш значи ќе носи до home страната, инаку без ова, како работи рутерот, проверува најблиската до таа патека што сме внели, значи нешто што е најблиско до тоа. Доколку постои, значи тоа што сме го внели, до тоа, а доколку не, значи до тоа најблиско што сме го внели. Значи кога пишуваме asset, кога нема ништо, бидејќи не постои ништо од ова, не носи најблиско до нешто што постои такво, директно коса црта и ќе не однесе до homepage-от без exact. Кога пишеме exact, само кога патеката ни е точно таа, значи точно стрикно таа патека, само тогаш ќе носи до home и кога ќе внесеме home, бидејќи два пати ги има дефинирано горе home. Па дечки, мислам дека за ова видео тоа е тоа и продолжуваме во некое наредно со нешто поинтересно. Поздрав!